Почитувани граѓани, почитувани присутни, драги ресенчани, ресечанки, добра вечер. Да, малку фала. Добре дојдовте на вечерашната граѓанска трибина на најголемата и победничка коалиција предводена од СДСМ, коалицијата Можеме. Како одговорна партија, СДСМ и коалицијата Можеме се ставени во целосна функција на заштита на здравјето на граѓаните, па затоа нашите трибини се организираат по строго утврдени протоколи од Министерството за здравство. Со тоа, покажуваме дека и во време на пандемија може да се биде помеѓу граѓаните и да се слушне нивното мислење, без да има било каква закана за јавното здравје. Со владата предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, за само 3 години постигнавме многу. Но заедно со нашите сојузници, граѓаните, можеме уште повеќе следните 4 години. Докажавме и покажавме што значи одговорно државничко однесување. Покажавме дека можеме да се справиме со сите предизвици, покажавме како треба да се владее. Имаме јасна визија и план и за идните 4 години. Вечерва имаме чест да ни се обратат носителите на листата за пратеници во изборна единица 5, вице-премиерката Радмила Шекеринска, и господинот Јован Митрески, како и председателот на турската партија Енес Ибрахим, и секако кандидатката за пратеник госпоѓата Бети Рабаджиевска Наумовска. Факт е дека станавме држава во која сите се важни. Држава која се грижи за соживотот и заедништвото и која што вложува во концептот едно општество за сите. Концепт кој води напред и носи грижа за сите. Оваа вечерешна трибина ќе отвориме со председателот на турската партија, господинот Ибрахим. Повелете, Енес. Благодарам. Најпрвен сакам да ве поздравам на трите јазици. Добро вечер, јак шамлар мимрама. Почитувани, во Кичево ме праша што нудите за турската заедница, но ние не нудиме само за турската заедница, нудиме за сите граѓани, бидејќи навистина веруваме дека сме сите еднакви. Бидејќи изминатиот период за време на гуреевизмот не поделија, не уништија, не влечеа за учи. Етничките тензи беа на врв. Но ни излезе еден лидер, храбар лидер, господинот Зоран Заев, не сплоти сите нас, без разлика на етничка припадност, без разлика на верска припадност, без разлика и на политичка припадност, сите не сплоти, заедно се боревме за да го струшиме гуреевизмот. Сигурно дека и вас не ви беше лесно додека протестиравте низ улиците на Ресен, но и нас не ни беше да протестираме, да седиме пред влада 60 дена, да маршираме низ улиците на нашата убава држава, но верувавме дека само обединети можеме гуреевизмот да го рушиме. И така и успеавме. Верувавме во вас, но и вие верувавте во нас. Се сплотивме и гуреевизмот веќе е во историја. Но за жал, продолжената рака на Груевски и криминалната структура на ВМРО ДПМН се уште владее во нивната партија. 2001 година после етничките тензии излегоа со главата горе. Сега кога сме членка на НАТО, кога сме сплотени сите заедно, кога навистина владее едно општество во оваа држава, излегуваат со некои квази слогани, не ми се ни верува. Навистина не ми се верува. Кога имаше војна, излегува со главата горе. Сега се наведнети, кичма ги боли, најверојатно уште од 2001 им остана тоа. Односно 2002, 15 септември.
Но како и да е, Ресен е навистина историски град за борбата, за слободата, за еднаквоста. Можда и повеќе од 100 години борбата за праведност, за слобода, за еднаквост продолжува и во Ресен. Знаеме, нијази бек ни од Ресен. Но треба навистина уште повеќе да се сплотиме. Не беше лесно да се сруши режимот, но многу лесно може да им оставиме простор пак да дојдат на власт. Но ние, како турска заедница, како партија за движење на турците, не ќеме груевизмот да се врати. Не ќеме продолжената рака на груевизмот да владее пак. Се уморивме со етничките тензии. 30 години не лажија, следните избори сме членка на НАТО, следните избори сме членка во Европска унија, но никако. Ама Радмила докажа како може да станеме членка на НАТО. Димитров покажа како можеме да имаме добра соседска политика. Па Заев не обедини, што сакаме повеќе од Заев. Затоа поддршка верувам дека ќе имаме. За овие 2,5 години не беше лесно од една страна да враќаме долгови кои остана од времето на груевизмот. Само во Скопје, во центарот на Скопје се потрошија повеќе од 800 милиони евра. Долгот веќе никој не знае колкав е долгот, повеќе од 5 милиарди евра е. Од една страна да се вратат тие долгови, од друга страна да се инвестира во граѓанинот, во човекот, навистина не беше лесно. И не е лесно. Со минималната плата навистина ни не може ни некој си стандард. Да, можда по законот беше 9.000 денари минимална плата, но дали секој граѓанин добиваше 9.000? Во текстилна индустрија помалку од 9.000 добива плата. Мои лични другари, пријатели добиваа плата по 6-7.000 денари во нивно време, кога беше по закон 9.000 денари. Ние за овие 2,5 години успеавме, како што успеавме во надворешната политика, во добрососедската политика, успеавме и во економијата. Само за 2,5 години 2 пати раст на минимална плата не беше лесно. Од 9.000 до 14.500 денари, 90 евра само за неполни 3 години, 2,5 години не е лесно. 3 години воопшто не сме на власт. Од нова година навака знаеме дека имаме и техничка влада. Само 2,5 години успеавме да владееме, да сме на власт. А нивните канџи се уште се и во државната администрација и надвор од државната администрација. За жал и нивната партија се уште влади од Будимпешта. Почитувани, ние како партија за движење на турците, без разлика дали денес сме во Ресен или вчера бевме во различни градови на нашата држава, претходно и во Валандово и во Радовиш, без разлика на изборна единица, најголемиот дел од турската заедница припаѓа на оваа коалиција. Докажавме како можеме да ги обединуваме и сите турци. Им отвараме врата и на другиве турци кои не се во моментот со нас. Отвараме врата и на другите албански политички партии кои и денес не вреѓаат. Но ние веруваме во концептот едно општество. Едно општество победи. Сега граѓаните си ги имаат правата по закон, по устав, но колку се реализира, тоа е тема за дискусија и поголема дискусија, секако ни треба. Но овие 2,5 години, особено за помалку бројните етнички заедници, направивме колку што можевме. Донесовме закон за унапредување и заштита на правата на заедниците кои се помалку од 20%. Законот постоеше од 2008 година, но никако не беше во функција. Но со овие 2,5 години донесовме нов закон и веруваме дека Агенцијата за остварување на правата на заедниците ќе профункционира. Македонската радио телевизија веќе има нов канал, каде што турската програма се емитува 11 сати. За жал, изминатиот период не успеавме целосно да успееме со реформите во македонската радио телевизија, бидејќи навистина ВМРО-ДПМН не блокираше во целиот тој процес, но во идниот процес, односно во иднина после 15 јули, реформите ќе завршат и во македонската радио телевизија. Јавниот сервис навистина ќе биде за граѓанинот. Нема веќе да имитува стари програми. Бидејќи сум прв и треба и домаќините и носителите повеќе да зборат, за бројот 3, за да се заокружи број 3, нема само 3 причини. За 3 минути можеме да ви броиме 333 причини. Но сигурно ќе ги бројат и домаќините и носителите. Ви благодарам и очекувам вашата поддршка. 15 јули ќе славиме.
Ви благодарам, Енес. Коалицијата предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија е коалиција со честна понуда, составена од одговорни, честни, професионални личности, подготвени секогаш да работат за и во интерес на граѓаните. Една од нив е и вашата сограѓанка, вашата и наша другарка, кандидатката за пратеник од Ресен, господја Бети Рабаџиевска-Наумовска. Повелете. Добро вечер, мои ресенчани, мои преспани. Почитувани гости, добре дојдовте во нашиот Ресен, во нашиот мал град, но со голема историја. Мала котлина, со 4 јазици, со 3 граници, со 2 вери, ама со една голема љубов, која раѓа соживот за пример. Кога ќе ме прашаат како би ја опишала Преспа, би рекла дека тоа е регионот каде се донесени најтешките, но и најважните одлуки во историјата на нашата држава. Од сонот на Самуил за македонска држава, преку Преспанското советување до Преспанскиот договор кој ни отвори европска иднина и перспектива. Живееме во регион каде езерото е обиколено со 2 национални парка, поделено на 3 држави и без разлика дали сме македонци, турци, албанци, роми, власи, сите дишеме и сите живееме со една љубов, љубов која се вика Преспа. Почитувани мои сограѓани, зад нас имаме една кампања во многу специфични услови, со посебни мерки, кои ги почитувавме, ги почитуваме и ќе ги почитуваме. Сето тоа го правиме за пред нас, заедно со владата предводена од Социјалдемократскиот сојуз и коалицијата Можеме, обезбедиме светла иднина. Нема да дозволиме повторно враќање на времето на режимот, времето на стравот, времето на криминалот, времето на закани и уцени. Пред 2,5 години во собранието на Република Северна Македонија бевме на браникот на слободата, но и на границата меѓу животот и смртта. Горда сум што изминатите 2,5 години бев дел од парламентарното мнозинство предводено од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, кој упорно работеше, не внесе во НАТО и ќе ги отпочне преговорите за во Европската Унија. Неизмерно сум горда на мојот, на вашиот Ресен и Преспа. Горда сум што после толку години имаме нова градинка за нашите најмили. Горда сум што имаме реконструирана спортска сала за нови спортски успеси, какви што нижевме изминатите години и какви што ќе нижиме во иднина. Горда сум што имаме реконструиран градски пазар, како што заслужуваат жителите на Ресен и Преспа. Имаме над 10 километри реконструирана патна инфраструктура. Почитувани, погледнете ја новата програма на коалицијата Можеме, Преспа е повторно во неа. Стојам за таа програма и вечерва тука пред вас ветувам дека ќе се борам со сета енергија да реализираме све што имаме ветено. Стојам јас, стои цел овај тим, стои мојата партија, стои нашата коалиција како гарант за ветеното. Програмата Можеме предвидува младински културен центар во Ресен како специјализирана институција која ќе ги развива културните потреби на младите луѓе, се со цел да обезбедиме поквалитетен живот и подобра иднина,
да ги задржиме тука сите. Овај младински центар ќе биде во објектот каде што се наоѓаше старата противпожарна служба. Исто така, планирана е реконструкција на киносалата во Ресен, нејзина пренамена во мултикултурен објект, реконструкција, односно реновирање на спомен куќата на Мите Богоевски во село Болно. Стоиме и ветуваме дека можеме. Можеме со вашата поддршка уште повеќе и уште подобро. Заедно, храбро, но и одговорно. Да излеземе и да гласаме за нашата иднина, но да не заборавиме дека живееме во време на опасна пандемија. Да не заборавиме дека треба да ги чуваме да ги почитуваме препораките, да го чуваме нашето здравје, да го чуваме здравјето на сите околу нас, да ги чуваме здравствените работници, за да можат да ве чуваат вас. Како ваш представник, сакам ветената иднина да ја делам со сите вас здрави и живи и сите заедно да уживаме и се радуваме на постигнатите резултати. Затоа ве повикувам на 15 јули да излеземе и да гласаме за нашата иднина. Да излеземе за бројот 3 и коалицијата Можеме. Да покажеме дека заедно можеме уште повеќе и уште подобро. Ви благодарам за вашиот одговор. Нашата посветеност и макотрпна работа, нашата одговорност и транспарентност се доказ дека за 3 години може да се направи многу за сите. Покажавме дека знаеме, покажавме дека умееме. Ке покажеме дека можеме и уште повеќе и уште подобро. Ке покажеме затоа што силно веруваме во она што го реализираме, затоа што не калкулираме со интересите на граѓаните и интересите на државата. Следен наш говорник е човекот борец за сите промени кои ги направивме и човекот кој беше дел од тимот кој носеше одлуки за поставување на државата на правиот пат. Збор давам на кандидатот за пратеник и носител на листата, господинот Јован Митрески. Повелете. Добро вечер, Ресен. Добро вечер, победници, предводници на победата и во 5-та изборна единица и во целата држава. Не е доволно аплауз. Треба да не види идниот премиер Заев станат и сите да го поздравиме и да му кажеме дека од овде ја носиме победата на коалицијата Можеме. Почитувани граѓани, драги пријатели, поминавме многу. Поминавме и во овие 3 години, и во овие последни денови во кампања. Од повозрастните добивме мудрост и искуство. Од помладите енергија и креативност. Ама ние, што не се сметаме ниту за повозрастни, ниту за помлади, добивме истрајност. Добивме истрајност да ги решиме најголемите и најтешките проблеми кои што оваа наша држава ги имаше. Станавме членки на НАТО, на најмоćниот светски сојуз. Седиме заедно со Германија, со Америка, со Велика Британија и заедно носиме одлуки. Нема повеќе да зборуваме за безбедност и за сигурност, нема повеќе да зборуваме за конфликти. Таа одлука ја донесовме и денес сме членки на НАТО. Во следниот период ќе зборуваме само за економија, затоа што нашата следна цел е да бидеме членки на Европската Унија. Во овој период бевме истрајни и да ги решаваме секојдневните проблеми на граѓаните. Почнавме
со минималната плата. Кажа Енес, ја зголемивме од 9.000 на 15.500 денари, на 14.500 денари. Ја зголемивме за 2,5 години за 5.500 денари. Ветуваме и се обврзуваме дека во следниот период ќе ја зголемиме на 20.000 денари. И покрај се она што се случува и со ковид кризата и со економските последици од неа. Ако за 2,5 години успеавме да ја зголемиме за 5.500 денари, за 4 пак ќе успееме да ја зголемиме за 5.500 денари и таа да достигне 20.000 денари. Кога сме кај работниците и нивните права, мора да спомнам што е тоа новото на што се обврзуваме. Недела ќе биде неработен ден за сите работници, за конечно сите да можат да се видат со своите фамилии, со своите деца, со своите родители и барем еден ден во неделата да поминат заедно. Го решивме проблемот на 12.000 стечајци. 12.000 наши сограѓани до стекнување на правото на пензија примаат по 8.400 денари. 11 години зборувавме за овој проблем. Зборувавме и кога бевме опозиција, го понесувавме законот, ама се немаше слух. Поважни им беа палми, врби, споменици на мачки, на кучиња, на човек дрво, на панорамски тркала и да не ги набројавам сите глупости од проектот Скопје 2014, каде потрошија 1 милиарда евра. Ја вративме ефтината тарифа. 11 милиони евра годишно завршуваат во буџетите на секое семејство. Ја вративме, ја укинавме радиодифузната такса. 14 милиони евра остануваат во секое семејство. Донесовме или воведовме социјална пензија за нашите сограѓани кои што не го исполнува условот работен стаж за да стекнат право на пензија. Околу 6.000 наши сограѓани го остварија тоа право. Ја зголемивме социјалната помош за 3 пати. Од 3.000 денари на 10.500 денари. Не дека го решивме крајниот проблем на тие наши сограѓани. Ама дури се снајдат со работно место, дури најдат работа, да не се мисла за своите сметки, да не се мисла дека може да купат храна за своите деца и да го поминат колку толку достоинствено месецот. Субвенциите ги исплаќаме на редовно, неселективно. Ги зголемуваме. Индиректните и директните плаќања во земјоделството од 160 милиони евра на 200 милиони евра. Ја воведовме и зелената нафта, и ваучерите, и земјоделците може да проверат на своите сметки, своите ваучери да ги проверат, дека се легнати средства, а оние новите дека има ваучери дека од понеделник ќе може да ги користат средствата обезбедени од така наречениот проект Зелена нафта за земјоделците. Сега добиваат 50%. Се обврзуваме во иднина дека износот кој што ќе го добиваат ќе биде 100%. Решивме многу проблеми. И овде ќе застанам, затоа што ако не набројувам, изгледа че треба да го поминеме и молкот. Многу има за набројување. На 15 јули или деновите до 15 јули, последните неколку денови, секој од нас најверојатно ќе има средба со својата совест. На 15 јули битно е да се излези и да се гласа затоа што се носи важна одлука за нашата држава. Се носи важна одлука за нашата иднина,
за иднината на нашите семејства, на нашите блиски и за иднината на нашата држава. На 15 јули се носи одлука дали сакаме да продолжиме да одиме напред или да се враќаме назад. На 15 јули, драги сограѓани, иднината е во ваши раце. На 15 јули заокружете го бројот 3, затоа што заедно можеме многу повеќе и многу подобро. Да сте ми здрави, живи и да славиме победа! Ви благодарам, Јован. Почитувани граѓани, политиките кои што ги водиме ние носат успеси, носат радост. Македонското знаме во Брисел пред НАТО, македонското знаме во Брисел пред ЕУ. Повисоки плати и пензии, нови инвестиции, нови работни места. Сето друго е само закана, изолација, гнев и уназадување на државата. Денес сме дел од НАТО, а ги отвараме и вратите кон Европската Унија. Денес сме горди македонци, признаени од целиот свет. Македонци кои говорат македонски јазик, признат од целиот свет. Чест и задоволство ми е да ја најавам дамата, виновник за меѓународниот успех кој што го постигнавме. Дамата со визионерски политики, дамата која верува дека секој проект може да се реализира и се е возможно ако се сака. Таа е доказ и дека жените се храбри и дека знаат и како добро да ја чуваат безбедноста на државата, па дури подобро и од мажите. Нашиот последен говорник за оваа вечер, носителката на победничката листа, вице-премиерката и министерка за одбрана Радмила Шекеринска. Добро вечер, Ресен. Добро вечер, Преспа. Кој вели дека Ресен е мал? Погледнете колкав плоштад има и погледнете колку љубов и енергија денеска чувствуваме. Почитувани ресенчанки и ресенчани, денеска сте овде на плоштадот во Ресен, не сте дома пред телевизија. Ако бевте пред телевизорите, ќе видовте дека денеска јубилеен трет пат носителот на листата на ВМРО ДПМН бега од дебата. И искрено не е тоа само нивниот историјат, бидејќи тие се исти. Сте виделе нешто што се променило од ВМРО ДПМН овие 3 години? Истите луѓе, истите навики, истите политики, истите маки кои ги носат на државата. Бега и порано на дуели, денеска бегаат уште од една причина. Затоа што, за разлика од мене, Јован, Бети и сите наши колеги, кои излеговме со рани и излеговме со крвави глави од тоа собрание на 27 април, тој што избега од дебата, може би нема крвави раце, ама од тој ден има крвав образ. Има крвав образ заради тоа што организираше и прати насилници за пусти пари. Организираше и прати насилници да убиваат пратеници за да не испуштат тие власта од раце. И денеска е сосема небитно дали парите биле 180.000 евра или биле 200.000 евра. Дали ги добиле од ВМРО ДПМН или од институциите од кои ВМРО ДПМН ги украл предходно. Вистината е дека затоа немаат храброст. Секогаш имаат некој друг да им ја заврши валканата работа за нив. И затоа ќе бегаат од соочувања. Ќе бегаат од соочувања и заради тоа што реално, освен редовните дози на национализам и на лаги, немаат што да понудат. Што можат да кажат во изборната единица 5?
што сработија, што завршија. Што можат да кажат дека завршија и сработија во Ресен, освен што се потрудија како и цела држава да не скараат, да не ги уништат и семејните врски, да не ги упропастат и локалните фирми, само ако не се дел од нивната група. Оваа држава плати голема цена за омразата со која не хранеа редовно. Прати огромна цена за поделбите кои што ги создадоа, бидејќи мислеа дека ако сме скарани, тие постојано ќе владеат. Почитувани граѓани, бегаат од дуели, бегаат од медиуми, бегаат од камери, бегаат од прашања, заради тоа што се одам на прочитана книга. И единствената карта на која што ќе играат во овие избори и во овие последни денови е ако може да ви ја убијат последната волја да учествувате на изборите и да ве убедат дека може би не се добри, ама сите сме исти. И тоа е таа теза која сега во континуитет ја вршат, да ни се смачи од политика, да го исклучуваме телевизорот кога ќе ги гледаме дебатите, да го исклучуваме телевизорот кога ќе ги слушаме пресконференциите. Знаете зошто сакаат да не убедат во лагата дека сите се исти? Заради тоа што знаат, почитувани ресенчани и почитувани граѓани, дека оние 11 години не сте ги заборавиле. И бидејќи не можат да ни ја избришат меморијата од главата, се трудат да ги обесхрабрат граѓаните и да пуштат нивната војска што платеници, што заблудени, што пропаднати од пропагандата, да излезат и тие да ги решаваат изборите. Денеска сме во Ресен и во Преспа и јас сакам да почнам со првата причина зошто не сме исти. Нашата НАТО влезница ја сработевме со тешки реформи и тешки одлуки. И нашата НАТО влезница има преспанска адреса. И сакам да ви кажам дека и Преспа и Ресен ќе останат во нашата историја како место каде што ние пресековме и кажавме дека сакаме да бидеме развиени од свет и на него да припаѓаме. И нашата НАТО влезница која ни помогнавте да ја испишеме со оваа убава природа, со овој дух на соработка кој секогаш постоел во Преспа, таа НАТО влезница значи сигурност. А ние видовме колку значи кога ќе изгубиш сигурноста. Не се така дамнешни сеќавањата не само на 90-тите години, туку и на 2001, туку и на годините на опасно живење за време на ВМРО-вската власт. Не караа само македонци и албанци. Немаше поделба која не сакаа да искористат. Па одеднаш беа проблем турците, па потоа беа проблем муслиманите, па на крај беа проблем нашите политички разлики. Раздели за да вечно владееш. Тоа беше нивната максима. НАТО влезницата и НАТО членството е еден од првите чекори кои ги направивме за да можеме гордо да погледнеме и да кажеме сега сме на вистинското место. Да седнеме на масата која одлучува за светот. На маса на која кога не сме биле, некои други ни ги цртале мапите, некои други ни ги одлучувале судбините. Ние сме сега на таа маса. Со Америка, со Велика Британија, со Турција, со Франција, со Германија, со сите кои значат нешто во светот. И кога ќе го видите македонското знаме, како се вее гордо на јарболите заедно со сите 30 знамиња, знајте дека и Преспа со букви е пишана на тој успех. И ви честитам и ви благодарам. НАТО е влезницата која ни дава сила, ни дава шанси кога ја гледаме нашата армија, да не гледаме армија на некоја мала држава, туку да гледаме армија која граби напред. Армија која пред неколку недели можеше да помогне и на населението овде, во Долна Преспа. Армија која што може да помогне кога имате вонредна состојба. Армија која може да ви даде сила тогаш кога имате проблем.
Преспанскиот договор ни реши и друг проблем. За прв пат во нашата историја имаме европски документ кој што покажува дека тогаш кога ќе си ја завршиме домашната задача и кога ќе ги исполниме условите, односно ќе ги завршиме преговорите за членство, македонскиот јазик ќе биде службен јазик на цела Европска унија. Сега, кој работи за достоинството на овој народ? Кој работи за достоинството на оваа држава? Најголемата гордост која што можете да ја направите е да ја засилите вашата држава, да ги зацврстите темелите. И ние тоа го сторивме. Кој можеше да помисли пред само 3 години дека ќе излезе документ од Европската унија кој ќе говори за македонскиот јазик? Дека ќе потпишеме договор со министер за одбрана на Грција, во кој ќе стои дека е потпишан на македонски јазик? Кој можеше било кога во нашата историја да предпостави дека еден грчки политичар ќе застане пред камерите и ќе ги цитира нашиот Коневски и нашиот Мартиновски? Двата поети кои што не храбрат и не подсетуваат на традицијата. Тоа стана возможно затоа што не бевме исти. Тоа стана возможно затоа што носевме храбри одлуки за иднината на оваа земја. И тоа беше возможно затоа што таму каде што другите одоговлекуваа, ние решававме. Почитувани граѓани, не сме исти на 100 теми. И денеска Јован говореше. Не сме исти ни на тема за која морам да говорам вака кога ќе ја погледнам публиката. На прашањето на нашата еднаквост помеѓу мажите и жените. И на бината и пред бината. Сакам да се поклонам на сите наши мажи и жени кои сакаат да живеат во држава на рамноправни, во држава на еднакви шанси. На таа тема ВМРО, ДПМН барем биле честни. Не пишале ниту збор во нивната програма. Знаете зошто? Затоа што нема што да кажат. Тоа е партијата која 11 години ги толчеше жените во државата, која ги замолкна жените, која им кажа дека нивното тело не е нивно право. Тоа е онаа држава, тоа е онаа партија која переше мозоци за да не врати таму каде што не биле ни нашите баби и дедовци, да не врати назад во минатото. И затоа единствената реченица која им стои за жените во програмата е лага, а тоа е дека допрва ќе ратификувале Истанбулската конвенција, која Бети се сеќава кога ја ратификуваше собранието. Не сме исти, затоа што веруваме дека секој човек исто вреди. Без разлика дали е маж или жена, без разлика каде се крсти, дали се моли, дали верува во нешто или не, на кој јазик зборува, дали има посебни потреби или има посебни можности. Ние сме луѓе кои веруваме дека секој има право да покаже што знае и умее. И тука е нашата сила. И затоа нашата коалиција може да се обедини, дури и кога имаме разлики. Затоа нашата коалиција може да действува, дури и кога имаме различни ставови. Почитувани граѓани, не сме исти. Не сме исти и затоа оваа наша Македонија денеска веќе не е нивниот темен вилает. Оваа веќе не е држава во која луѓето се плашат и шепкаат. Ова е држава во која слободно се мисли, гласно се говори, храбро се критикува, а власта знае да слуша. Ние можеме да кажеме се, во изминатиот период имаше и шанси кои не ги искористивме, но покажавме дека на секоја тема знаеме да сослушаме поинакво мислење. Знаеме да се поправиме. Знаеме да извлечеме поука и да ги смениме дури и нашите одлуки. И ќе ви кажам како резултат на тој наш слух, успеавме да решаваме и проблеми во Ресен. Да не беа и Живе и Бети да се јавуваат и да се борат за 3 денари за индустриското јаболко, може би владата и немаше да ја донесе одлуката, но слушавме, почитувавме, сметавме, броевме и најдовме пари.
и тоа го реализиравме. Така се јавуваат и сега да ги завршиме сите административни подготовки за исплата на штетите од невремето. И тоа од страна на владината комисија беше завршено минатата недела и тоа очекувам да биде одобрено од владата на првата седница. Силни сме затоа што знаеме да слушнеме. Знаеме да се коригираме, знаеме да прифатиме дека има и подобар предлог. Не сме исти и затоа што ние не говориме, туку действуваме за правната држава. Кога ќе поминам после оние позади некои од плакатите на ВМРО ДПМН, навистина не знам како тие луѓе немаат срам да зборуваат за правда. Како не им е срам да зборуваат дека таа ќе важела за сите без исклучок. Па тие денес во опозиција покажаа дека за нивни пратеници и за нивниот председател не важи законот. Едниот се крие од полицијата, другиот не прима покани за суд. За каква правда говорат овие луѓе? Ние сме свесни дека на оваа тема еден дел од граѓаните и највеќе ни се лути. И највеќе се разочарани. Знаете зошто? Затоа што не се во затвор оние против кои заедно се боревме. Затоа што се уште се влечкаат по судовите и се трудат да купуваат ден за да процедурата помине. Меѓутоа, почитувани граѓани, овие 2,5 години не видовте како од петни жили се трудиме да ја растуриме таа структура и кула од партиски влијанија и пипци кои што ги пуштиле низ судството и обвинителството. 2,5 години се мачевме да се донесе закон за јавно обвинителство. Се трудевме да се применат препораките на Прибе и да се направи систем кој ќе гарантира правда. И да, и ние сме разочарани. Заради тоа што оние кои требаше да испорачаат правда, а тоа се само обвинители и судии, не побрзаа тоа да го сторат. Се трудеа да калкулираат. Се трудеа да бегаат од одлуки. Затоа ги донесовме сите закони и изградивме темел во кој оправдувања веќе нема да бидат можни. Затоа побаравме мониторинг од Европската Унија да ги наблюдува сите случаи на корупција и голем криминал. Затоа обезбедуваме систем на прочистување на судството, за да никогаш повеќе не ни се случи ова што го гледавме, а тоа е судии да одлучуваат за судски пресуди по телефон, премиери да диктираат обвиненија. За сево ова ни требаше време. Ама бидете искрени и кажете кој може во оваа држава да овозможи правда. Тие кои ја срушија или тие кои од петни жили се трудеа да го вратат редот. Тие кои ја злоупотребија правдата, уништија судството и ги избраа сите корумпирани судии кои денеска бегаат од правдата, гледаме на телевизија, или оние кои покажаа дека ние не сме над законот, дека законот важи и за нас, дека примерот мора да почне од тие кои што се околу нас. Почитувани граѓани, во изминатиот период покажавме дека не бегаме од тешки прашања, дека одлучуваме таму каде што мора да одлучуваме, дека одговорно ги трошиме вашите пари и дека парите ги враќаме кон граѓаните заради тоа што веруваме во таква економија. Затоа ни треба чист мандат, ни треба цел мандат. Ако ова сработивме за 2,5 години, за 4 години, гарантираме дека после членството во НАТО ќе ги завршиме 80% од поглавијата за ЕУ. Гарантираме дека овде во Преспа преку ЕУ ќе обезбедиме 18 милиони евра за поддршка на целиот регион, за животна средина, за инфраструктура, за локален бизнис, за туризам. Ќе ги обезбедиме затоа што Преспа стана символ. Преспа стана символ на тоа што дома сте го знаеле, а тоа е дека довербата нема алтернатива, дека договорот секогаш е подобар од проблем. И затоа Европа може да научи нешто во Преспа.
И затоа во Преспа ќе ги донесеме младите од цел Балкан, за да учат како не треба да ги повторуваат грешките на своите родители и своите баби и дедовци. Ќе ги донесеме овде, за да ја видат и природната убавина, за да го видат и преспанското гостопримство. Ама за сево ова, треба да ја завршиме нашата работа. ВМРО, ДПМН и ЕУ не оди заедно. ВМРО, ДПМН и Слобода не оди заедно. ВМРО, ДПМН и шанса за сите не оди заедно. Затоа на 15 јули ќе гласаме и со срце и со разум. Ќе гласаме за да режим не ни се повтори никогаш повеќе. Но ќе гласаме и за да нови шанси и се отворат на нашата земја. Затоа да сработиме уште неколку дена, затоа да не го губиме гласот и да дадеме шанса тогаш кога се подготвуваме за новиот удар на корона кризата, кормилото на оваа држава, да го довериме на луѓе кои покажаа дека знаат и умеат. Можеме и повеќе, можеме и подобро. Благодарам министерке, благодарам и на другите говорници. Свесни сме дека овие избори се одржуваат во крајно необични околности, но тоа не ја намалува нивната важност. Напротив, ова се многу важни избори. Избори на кои одлучуваме дали одиме напред или ќе се враќаме назад. Избори на кои одлучуваме кому ќе му ја довериме грижата за нашето здравје. На 15 јули одлучуваме дали ќе расте животниот стандард или ќе расте бројот на одселени од државата. На 15 јули одлучуваме дали продолжуваме по правиот пат или ќе се вратиме назад. Знаеме и убедени сме дека Ресен го знае патот. Тој на 15 јули води до гласачките места, до бројот 3 и коалицијата Можеме. Ви се заблагодарувам вам присутните што бевте вечерва со нас, како и на граѓаните кои не следеа преку социјалните мрежи. Чувајте го вашето здравје и на 15 јули заедно да се радуваме на големата победа. Секое добро.